Општина Чешино во Облешево во исчекување на документот со кој официјално ќе стане сопственик на објектот каде што порано се наоѓаше бањата во село Бање. Ова откако локалната самоуправа ќе го добие одговорот со кој објектот ќе им се додели во трајно владение, пошто ќе се пристапи кон изнаоѓање на странски поволни инвеститори за реактивирање на бањата. Веќе ние сме во постапка, дадовме едно барање до Министерството за здравство, поточно и до владата на Република Македонија, за устапување на трайно користење на бањата во село Бање. Со тоа што да најдеме собствен инвеститор кој ќе ја направи бањата реномирана бања со добар спа центар, со рехабилитационен центар и сите потребни работи што треба да ги има бањата, лекари и ортопеди и сите други потребни лекарски помоши што ги нуди банскиот систем. Во најскоро време очекуваме позитивно мислење. Се надевам дека има повеќе заинтересирани да инвестираат во бањата, да се стави еден крај на запустување на бањата и нов почеток на еден реновиран, убав рекреативен спа центар во општина Чешино во Облешево и за регионот и за цела Македонија. Со реактивирањето на бањата во село Бање, придобивките и ефектите од работата ќе бидат повеќестрани. Руинираниот објект ќе прерасне во бањски комплекс, во кој максимално ќе се искористат природните минерални води. Во повеќе наврати доаѓаат луѓе, се распрашуваат, собираат информации за составот на водата, на колку е длабочина изворот. Веќе општина Чешино Облешево има склучено договори со општина Кочани за користење на овие води, поточно со геотерма, и се надам дека овој договор ќе биде испечатуван и ќе бидат дозволени сите работи што се потребни на новиот инвеститор во врска со бањата во село Бање. Оптимистички и се надам дека ќе настане тоа во многу брзо време. Треба да бидеме сите оптимисти, со тоа што бидеме оптимисти, секој пат се реализираат работите како што треба. Во најубавите години на 80-тите години од минатиот век, во бањата годишно со физикална рехабилитација се лекуваа дури 1200 пациенти. На истото ова место постоела стара турска бања која датира од 2-тиот и 3-тиот век, која подоцна била возобновена во 16-тиот век и на нејзините темели е изграден современ балнеолошки центар.